3 микрофони крена, а двајца сме. Морам да го коригирам од Сабајле техничарот. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Една од најгледаните емисии во историјата на ова радио на YouTube ја направивме минатата недела со Агим Јонус и Рубин Земон. Една контроверзна емисија која и подоцна двајцата актери се дообјаснуваа на социјалните мрежи, многу жар, многу енергија, а тука се изгледаше фино. Тука беше се во рамките на спортската игра. Има коментари, едни се про Рубин, други се про Агим, има и критики, и ово утро одлучи, вика, многу добро се кара човеков, дај нека се скара Агим со самиот себе си. Добро утро, народе, душо напатена. Салути. Ве поздравувам. Агима, бе, што е ова, вика, си бил примитивец, си имал безобразен речник, си користел пцовки, не ти доликувало каков интелектуалец си бил, ти чим така си говорил. Ја никад не сум рекол, народот си го нарекувал јавноста дека јас сум интелектуалец. Не, јас сум човекот пред само послуда, дојден овдека кој има привилегија да каже што мисли. Значи, кога некој те мрази без причина, тогаш дај му една добра. И тоа е една синтагма по која се водам, затоа што јас никогаш и никого не сум нападал, јас сум коментирал. Да, вистина е, меѓутоа никогаш не сум нападнал директно, ниту сум отишол кај некого пред врата да му пцуја мајка. Да се разбереме нешто. Медиумот како таков представува нешто што на народот треба да му пренесе информација. Треба да му пренесе мислење, став, да го држи подкован со нови дешавки, знаења, значи да му предочи, да му каже, да го држи. Во целата таа папазијанија, народот е веќе сит. Значи јас не се правам премудар, ниту па препаметен, меѓутоа стилот ми е тој. Да се разбереме нешто. Народот сака да чуе нешто на негов јазик. Да. И сега ти имаш јавна сцена на која што 90% од јавната сцена на сила сака да интелектуализира. Кога ќе искочи во јавноста да остави впечаток дека тој е паметен, консеквентно... И дека прочитал книги. Да, и дека прочитал книги, и дека консеквентно на тоа треба да биде почитуван и треба да гради некаков имидж во јавноста дека тој е господин човек. Не, господин човек е нешто сосема друго. Господин човек подразбира да бидеш пред се чесен, пред се пристапот да ти биде онаков каков што соговорникот заслужува и подобро дори, онака Исусовски, саке го дори и својот непријател. Меѓутоа ние сме една папазијанија од јавност во која што се измешани сите нешта. Прво да се разбереме, на кој јазик зборува Агим Јонус? Агим Јонус зборува на скопски јазик. Не зборува ни македонски, ни албански. Не постои скопскиот дијалект. Тоа вие од провинција мислите. Скопскиот дијалект. Чекај се разбереме. Скопскиот дијалект е една... Чекај мало, дечко, полако. Скопскиот јазик е една симбиоза на македонскиот со сите можни изми, грцизми, турцизми, бугаризми, маđаризми, шпанизми, со све живо. Значи, оној кој што растел и се хранел со прашината од скопскиот асфалт, тој зборува еден сосема поинаков специфичен јазик. Земја јавната сцена. Колку во јавната сцена можеш да чуеш скопски јазик? Кога зборувам за скопски јазик... Па еве, јас морам да забележам тука, например, кога ги гледам овие спикеркиве по телевизии, они зборуваат чист класичен литературен македонски јазик. Освен на македонска радио телевизија кои зборуваат така, другиве се со многу скопски сленг во нив. Пример, лепото не се слагам, тоа е глума, пази се препознава. И кој ќе рече, и таму они искочиле, како би искочиле, како ону, таму тие излегле. Не разбираш? Чекај, малку мешаш баби и жаби. Во сите тие што глумат скопски јазик, што се прават скопјани, јас сум, пази, признавам, што се лажеме са, тежок скопски шовениста. Значи, од Скопје... Значи, пази се разбереме. Свето глумата. Оние што се реално пораснати на
изградени на скопскиот јазик. Ти можеш тие одма да ги приметиш. Тие не глумат скопски јазик. Ај не се, скокни го скопскиот јазик. Има нешто сосема поинако, да се вратиме на нивото. Значи јас не е дека не знам да се изразам на јазик на Артур Шопенхауер. Јас сум начитан тип, колку и да звучи тоа нескромно. Јас сум образован тип, колку и да звучи тоа дека овој простак образован. Јас сум информиран тип, колку и некој да мисли дека импровизирам кога зборувам. Но јас јас, така и да зборат. Значи, тоа е символ за егоцентрик, некој цело време јас сум представник и сум го прифатил тој имидж, сум го оддоматил ке себе имиджот на представник на оние што се пред само послуга. Таму е вистината. Затоа што сите оние, па дори и јавните личности, кога излагаат на телевизија, они ќе бапнат неколку фрази во кои што ни сам не знае што сакал да каже, се вртат околу некоја тема, меѓутоа употребуваат јазици кои што не се за мајка ми дома, бе. Мајка ми прати медиум. Мајка ми има 85 години. Она следи медиум. На тој медиум јас треба да ја пласирам јазик кој она го разбира. Кој таа го разбира? Те молам. Ако ти не го разбираш тој што ти проследува информација или што анализира или што дискутира, ти џабе го слушаш, нити овој постигнал цел, нити овој добил нешто. Така да, народниот јазик, за жал, е преполн со ситни вулгаризми, со пцовки, со народен речник, со поговорки, со архаизми, со 350 работи. Take it or leave it. Значи, медиумот има уште една предност, а тоа е кој те тера ме слушаш на сила, бе. Дури и овие што се у моментот не слушаат, ајде гаси радио Сиктар. Еве, имаме два коментари. Билјана вели, што Агим ќе каже со една пцовка, 100 интелектуалци можат само да сањаат. Како сика? Билјана. Љубим ја тебе, Билјано. Значи, љубим ја тебе. И Горан вика, каков бил поранешниот скопски јазик, да речеме у 1955 година. Препун со србизми. Па србите биле тука, што збориш? Србизми и турцизми превладувале. Ајде, извини, Джоле, морално беше си огледали Срекнанова 1940. Епа, главните мангупи, што се? Пуни се со србизми. Београд бил бе главен, ние сме биле филијала. Тој што ќе каже дека Скопјани биле независни мангупи или имале свој автентичен имидж. Ма јок, Джоле. Свето било филијала на Београд и што поише србизми се употребljавал, ти си бил вече фрајер. Се употребljавал. Па молим те. Добро, ние сме Скопско радио, така што имаме право да го негуваме скопскиот дијалект. Ја многу сакам тебе да те чачкам. Кај па ти од Кавадар си Скопско радио држиш? Па сега тоа е, затоа што Скопјани се покажаа како крајно неспособни да направат добар медиум. Ние тачно, друже, судија. Мораше да дојдеме ние од провинција и да ве улюдиме, што би рекле малце вие на Скопје. Вие дојдовте и животен успех, вие што се усадивте у Скопје. И што сте сега? Мангупи, јеботе. Ние што сме, нели, дошлјаци во главниот град на Република, сега веќе за жал Северна Македонија, ние сме дошле овде првенствено од економски причини. Тоа не значи дека сме се како да кажам, дека сме се прилагодиле на оваа примитивна култура овде. Ние сепак доаѓаме од краеви кои имаат долга историја. Ја, например, крајот што не се останавте така таму малку си да си го развиете крајот, него сите се обутавте у Скопје. Вино од Кавадарци пиеле, од грчки филозофи до, како се вика, до римски императори. Ние секогаш сме биле водечи во цивилизацијата. Тука, првата цивилизација дошла, најстариот локалитет е Тумба Маджари, нели што биле тие. Да. У бронзено дома имало нешто и после тоа дури у турско време нешто заживеало. Пред 45-та Скопје небитен као пешачки чаир денес. А што не си останавте? Што не си останавте таму а си градите своите градове? Па не може, Кој економски? Економски го уништивте. Зашто не ги ставите? Кој тоа го уништи економски? Министерство за земјоделие да биде
Па ви од политичките елити. Кој па ја од политичките Па ти си експерт 30 години. Кој ма јас сум Значи, доколку јас сум имал услови да го работам ова што го работам во Кавадарци, доколку јас сум имал услови економски да просперирам во мојот град, па ја не би бил будала тука да плаќам стамбени кредити, кири, 300 глупости. Што сте вие, чекај, што сте под кирија тука, го купивте пола Скопје, кому без зборишти, алове. Абе, го купивте зголе, со свегаки не купивте сите, што збориш. Дојавте со пуно пари, продавте нивите, дојавте со пуно пари. А на кој му ги продававме нивите? На кого? На војна? Не сме ги продавали. Него, што направивте? Дојдовте со голем кеш, инсталиравте своја субкултура и у Скопје, ако не си селјак, не си модерен. Тачно. И сега, што правиме? Дојде нашето време, диалектика е тоа, се менуваат епохите. Времето на скопјаните заврши. Сега ќе... Така, па како индијанците исчезнале во Америка, доше некои дечки од Европа, така ќе биде и со ова скопјаните. Истата судбина. Ако сакате, може да ја направиме неколку резервати, како што имаат во Америка, но тоа е тоа, реалност е таа. Пусто Скопје на што остана, вие го слушате ли вие, драги народе, душо напатена Скопска. Слушате ли што збори, ти вчера дошол од Кавадарци и овдека ми вика резерват ке правиме од вас. Аве за вас само назад во патата и таму сте најдоходовни ево. Индијанците исто така за европејците викале, овие ги прелажале со стакленца, го купиле Њу Јорк, така и ние ве прелажавме овде. Квадрат ваму, квадрат таму. Леле, живи мајмуни не направија нас Скопјани. И кога порасна сцената на квадратот, откако ние, нели, што сме од провинција, веќе све изнакупувавме, сега за вас Скопјани 2500 евра е квадрат. И вие ќе го градите имиджот на современа Македонија. Тоа да му го кажеш на војната. Значи, прво и основно, мора да се изгради еден, наречи го НЗС, во кој што ќе се најдеме сите заедно. Не се, прво да им се извиниме на нашите слушатели, затоа што малку несериозно го почнавме се во ова. И поентата на целиот разговор беше, ние сме такви, зборџии викат, кој зборџија, кој моторџија. Еден слушател вика, може тоа со резерватите без данок, коцкарници и казина, исто како резерватите во Америка. Може. Значи да им се извинеме на граѓаните, почнавме од тоа дека постојат тука доста критики и напади за начинот на и моделот на говор, меѓутоа моделот е тој. Значи јас не можам да се променам себе си. Сум бил и сум останал човек од улица за улица. Тоа воопшто не значи дека нивото на познавање на нештата, нивото на знаење, нивото на комуникација слабе е. Напротив, луѓето не сакаат да слушаат вистината. Вистината боли. А каде е вистината? Ајде да одиме во потрага по вистината во современа Македонија, во современо Скопје. Значи, вистината е дека ние сме една голема трагедија. Зошто? Прво и основно, ние не изградивме автентичен имидж. Автентичниот имидж во што се огледа? Автентичниот имидж се огледа во традицијата, културата и јазикот, Тириков, Мирчев, вамо таму. Ние сме на каша попара, бе. Каша попара во која што државата е тотално дисфункционална. Токму заради тоа е и дисфункционална, затоа што во Македонија апсолутно не постои селекција на кого каде му е местото. Сви у напад. Знаеш на навивачката, сви у напад е. Тоа има една фамозна поговорка. Значи во Македонија е сви у напад. Председател Ѓорги Иванов кој им кажа на децата, слушај, чим јас сум станал председател и сите вие може да станете председатели. Па не ти го и Пендаровски рече, ја први побегнал од Македонија. Да. Пази, председател на држава. Енде заврши филмот тука. Ти имаш гафови во секојдневието, во кои се многу потешки. Суштински и потешки отколку тоа што Агим Јонус некого отерал у трипи материне на радио или у телевизија. Апсолутно. Мислам, тоа што јас го правиме безазлено, меѓутоа луѓето не го прифаќаат предизвикот. Суетни се. Ке седнеш со некого на ТВ дискусија, еве рецимо само вистина, во која што никој не зборува вистина. Пази, во емисијата, ја нека слуша и оној тамо, убави оној Иван Мирчевски, ако го слуша ова. Салути Мирчевски, лепото татина. Значи, луѓето не зборуваат вистина. Луѓето
тресат. Луѓето бранат тези. Сите зборуваат се, зависно од тоа на чиј платен список се. Во емисијата само вистина, везе нема вистината. И ќе се појави некоја будала која Агим, која што нема влакно на јазикот. Која земала пари од сите страни. Која вели се. Не може една теза да продаде. Ако не го докажеш ова, најебо си на суду. Озбилно, ако не го докажеш на суд, најебо си. Извини се, јавно. Јавно се извинувам што без докази го обвинив Агим, нели, за Да, еве ја јавно прифаќам. дека од сите земал пари со запирка во што јас се сомневам. Имам право да се сомневам. Ајде. За да суд така. Океј, ја јавно го прифаќам ова со тоа што јавно му кажам тоа што ти се сомнуваш, мене ме заболи. Така. Значи идемо дале. И почнеме да збориме за тоа. Кога во јавноста се анализира, елаборира, кога народот на кој што му се пласира јавна дебата, треба да излече наравоучение, поука, информација. Што да добие тој кога секојаш има две спротивставени страни кои бранат нечии тези, зависно од тоа кој што реков кој на чиј платен список е. Тоа не мора да значи дека секој, молам? Добро ги плаќаат, како и да. Појма немам ја работам из љубови. Па сега у бизнисов си, не си направил муабет. Ма ја работим, ја радим из љубови, лепи. Ја радим из љубови, јас си на своја работа, си ја работам својата работа и тоа што го правам онака затоа што не да знам и ја да влезам на некој платен. Види, развојот на демократијата подразбира многу нивоа. Јас сум го избрал тоа ниво. Мене ме осудуваат. Ој, бил простак, видел како се однесува. Ој, бил само бендисан, рипа, глуми нешто. Мене ме нарекуваат пијаница. А то за пијаница е дефолт. Шта ти е? Прво што ќе праша некој таму, кога ќе го пецне некоја истина, колку промила има на војнати промилите? Дојди и измери. Дојди да дунеш, па да измериш. Мислам, ова се тие ситни нешта кои револтативно се изнесува, дојди да дувнеш. Мислам, пази, ретко кој си дава себе си дозвола да биде автентичен во јавност. Автентичноста во јавност е неисплатлива, затоа што се разоткриваат сите гаки се спуштаат кога си автентичен. Од 100% број на интелектуалци во Македонија, јас сосема одговорно тврдам, познавајќи го теренот, луѓето и така натаму, дека дали 5 до 10% се сериозно интелектуалци, сериозно автентични до својот имидж, култура, знаење и однесување. Се останато е едно лице за ујавност, едно лице за дома. Ја не сакам да именувам луѓе, меѓутоа милиони една ситуација имало во која што луѓето збореле ама молим те, некои фрази употребявале кои ни самите не ги разбират, завршува состанокот, завршува се гасат светлата у студиото и надовикат пода ти има мајка. Пази, ако веќе велиш пода ти има мајка, кажи го тоа у студио. Имаш три чисти. Да бе ке не казнат се. Еве на пример, не, пип. Значи, пази, рецимо еве викаат Агим такви како тебе цел живот се крвопици на државна цицка и кажуваат приказки само. Арно ти кажа Љупчо, не мора да ти се извинува. А кој си ти вака, јави се гласно, јасно, прочите ми го името да видиме. Александар, лепото, драга. Абе да цуцнеше и ти од државната цицка, може убаво ќе ти беше. Абе мали се државни плати, не зборувате, Агим не е државна, Агим у приватен сектор. Кај ќе стигнеш, пази, многу места може да ги цуцнеш да заработиш пари. Ајде да не продолжаваме. Значи, почнавме да зборуваме нешто сосема друго. И значи, тоа е тоа. Или ќе бидеш автентичен, или кратки ноги има лажната слика за самиот себе си. Тачно. Кога нешто ќе... на пример, Апасиев, да? доаѓа и он се представува во јавноста како врвен интелектуалец. Он бил многу интелигентен. Да му се подцени интелигенцијата на Апасиев е страшна грешка. Не мој. Он седел и исто како Кочо Раци, никао Ленин, со свеќа на таван, читал книги,
со автобус се шверцал за да дојде да заврши факултет. Па зашто да не? Го зафркнеле, Ја му верувам. Пази, ја за Апасиев како за сега интелигентен слушај, човек и е многу врвот високо мислие. И сега Тоа кај што е врвот. трубадур е сосема друго. Искочил на телевизија, он збори против високото образование у Македонија, професорите биле лоши, вака така. И ја викам, чекај ја да го проверам овој врвниот интелектуалец, колку труда има објавено со меѓународен импакт фактор. Отварам, барам, што да видам? Бројот е 0. Компир. 0. И сега викам, ако овој е толку голем интелектуалец, Да. ако е толку голем професор, научник, што ти ја знам, Да. него валјда ќе го знае надвор од Табановце, Богородица и Ќафа са Да, некој. и тоа е нешто многу покомплексно. Значи не само тој, 1.000.000, така иде зборот, излезен од нашиот образовен систем е само за наша внатрешна употреба. Ретки се тие кои надвор нешто значат, чиј збор надвор нешто поминал и така натаму. Иначе, не би биле ние на Шангајската листа ангели се вика, улично речено последни. Така да... Значи не е за универзитетот чудење. у Крагуевац се пред нас. Мате му. Апропо, ќе ми остане неискажено. Да. Има еден... Еве, Агин вика, ти збориш по-скопски и по-македонски од цела македонска селска политичка елита. За мене? Да, Комплименат. комплименат. Бирај кафана Од лепото. Ангел Иванов, поздрав до Ангел. Чекај да видиме дали има фаца Ангел за Бирај кафана да го кафана, носиме. Ангелчо, лепото и наручи Фин ја ќе дам господин ке по... Постар, така што го носиме. Кога ќе видиш човек со бркови, знаеш дека е добар човек. А тоа што ја немам бркови што правим. Па можеш да пуштиш, виж. Јас сум ќосето. Ти идат годините за бркови, више да знаеш. Не толку ќе те мрзи. Пошто пушиш цигари жути ќе ти станат, немој, жити си. Нема. Да. Башка нема сака да ме баци ни една. Не се, значи идемо далje. Имаш ти у Србија еден тип, Ненад Чанак се вика. Феноменален човек. Обожавам да го гледам типот. И јас Абе, све ја тој... гледам од него. Еве, кажи ми ти мене кога си видел, чул или дознал Ненад Чанак да интелектуализира? Ја она да просипуе фрази, не, он директно ти вика, ти си мајмун. За тоа треба храброст. За тоа треба да имаш петља. За тоа треба да имаш 3 чисти. И јас, сосема одговорно, ова е јавно, ова е медиум, ова е јавно, искажувам, денар не сум забошотил, денар не сум украл, денар не сум изманипулирал и совеста ми е толку чиста, што не постои јавна личност која може пред мене да седне и да каже ти вака. Не, може би у некоја кафана сум малку бил погласен, али ако е тоа греф, они сите мајмуни се 3 пати погласни по кафани, по приватни журки и да не кажем шо Да, кој бе. како прави, него ова. Меѓутоа, плювањето, хејтерството, се она што подразбира девалвација на соговорникот, доживува ренесанса, пријателју мој. Ама знаеш зашто е тоа така? Затоа што некако ова сум го приметил, Аги. Значи, во Македонија луѓето дали се претерано фрустрирани, дали се претерано им е досадно, пошто нема никаква забавна програма во државата. Нема забавна програма, нема. Како ми дојде на пенал. Зашто е тоа така? Нема Затоа ништо, што- нема културна програма, нема ништо. Зашто? И луѓето Затоа што нема уживаат култура. да гледаат крв во дебата. Они уживаат, сега ја и ти да си испопцуеме, да се направиме магарење тука. Да. Они уживаат во тоа, зошто мислам дека е некаква коалиција помеѓу нема и фрустриран живот, незадоволни од И својот тоа е живот, очаен од својата, народ, да, гладен народ, И од очаен друга народ. страна имаш една комбинација во која, нели, пак ќе кажам, нема никаков забавен програм, нема фудбал, нема, знаеш она, зборувам наш домашен фудбал, нема концерти, нема талент шоуа, нема реалити шоуа македонски по телевизија, ништо нема. Лепото, тоа е многу просто за одговарање. Нема живот. Нема живот. Епа Заев рече ке Животот се донесе. соза, па ке да го осте го ти, Заев си се врати таму, Муртино сега нек си сади таму тоа марихуаната и нек си ужива. Нек си ги троши парите. Лепото, нема живот во државата. Ти живееш во држава во која што 90% од народот е очаен.
која 90% од народот преживува. Ние станавме експерти за преживување. Никаде на светот толку многу не е развиен сенсот за преживување од први до први, како што е во Македонија. Еве, Агим Илина вика, Агим, мене уште ме чуди зошто не се кандидира Агим за председател, па се да им каже на сите да се носат во лице. А кој тоа мене би ме поддржал? Ја поздравувам Лина, меѓутоа мене не би ме поддржал никој, не одговарам никому. Зошто е тоа така? Прво, сосема одговорно тврдам, па кој како сака нека ме свати. Тачно ме заволи. Јас ја сакам Македонија. Македонија е моја земја. Македонија е земја на моите предци. Дали ја имам албанско име, турско, влашко, грчко, било како не е битно, тлото на кое трулеат коските на моите предци е тука. Јас не можам да сакам друго место, освен ова место, а ова место се вика Македонија. Сега, тоа што масата нема таков развиен сенс за чувство кон собственото тло. Јас не сум виновен, се е тоа политика. Агим, не знам дали е лажен профил или не Шубара од тебе, ама вака по плажи, младичка, да ти кажам, прави интересни фанови имаш, да. Јас сум... Интересни фанови, јас сум, да сум на место на твојата партнерка, мислам, она би треба да биде љубоморна на вакви... Јас сум поштен дечко и не чачкам такви работи, така да ти се молам, не. Добро. Скраја да е, си одам дома. Да ти кажам, значи, јас твојата партнерка би се запрашал. Кажи, вика... Баш ка заузет сум вака за твоја информација. Зборувајте македонски, бе, копуци. Кој тоа копук, бе, ти си по-копук од тој што си напишал тамо. Па копуци не е македонски, копук е туцизам. Да. А каков јазик да зборуваме? Ова што го зборуваме ние е автентичниот јазик кој може да го сретнеш на улица, пред самопослуга, пред институција, во автобус, во ова, во она. Што сакаш ти македонски да зборуваме како тебе? Па не, ова не е македонски него. Од кај е тој? Ше сега ќе одговори сигурно повторно. Ќе рече мајка, шајка, сестра. Волонгонг, Нью Саут Велс. Од такви од Волонгонг, од Молонгонг што давате по $8 се стори Македонија окей, носите се со све своите $8. Дојте тука да плюкате крв да ја градите татковината. Ама еве тука од Австралија викаат цела да е, па тука мапи големи. Ама зашо мене не ми е јасно, вие мапи ја гледам стајл човеков мапа на голема Македонија. Тасос го стајли у голема Македонија. Јас Тасос е у Македонија, бе, у стара Македонија, голема Македонија. Еден остров, ќе имавме еден остров со оваа мапа. Па ќе имавме денеска. Вие македонците, сега вака ќе се обратам малку провокативно. Знаеш и ти дека младотурците им нуделе на македонците Македонија автентична на својата територија, со главен град Солун. Тоа било одбиено. Еве нека биде дискусија за некој историчар, донеси дали е тоа вистина или не. Македонија требала да биде цела во рамките на Турска. Како автономна. Па после да сме го прифателе тоа, сега ќе си бевме, кај ќе си бевме. Ти у таа позиција замисли и многу поубаво со албанци во исток имавме поубави меѓуетнички односи. Ти знаеш колку сладкарници може да се отворат тука по Халкидики, Солун. Или ова е подјебавање сега, пази, ова е подјебавање да ме вие албанците сладкари. А што сте вие пиперкаши, ебо? Ние сме мрзи живи. А зашто вие Чекај, а зашто вие пиперки зајват не продавате? Ние сакаме да живееме у држава и строго сите да бидеме државно вработени. Ништо да не работиме. Тоа не е национална... Прво ќе ти го начука, вика сладкарници може да отворите. Што можете вие да отворите? Ништо, ние државно ќе работиме. Джандари ќе бидеме. Овакво, тоа не е на животна желба. Ние македонците, пошто сме немале своја држава никош. Добро. Ние сме изгорени државно да работиме. Вие пак сте виделе државно, отоманска империја. Тука те чекам, како ми се напупи. Слушај се, еве, сакавте државно да работите. Строго државно. И добивте државна работа и што направивте, ја усравте сега мали ви се платите. Сега мали ви се платите. Што значи тоа дека добивме, мали ни државна не е за вас?
Ајде одиме со една пауза за реклами. Ова не беше националистичка провокација со сладкарите. Ама што да правам кога најбољи сладкарџи се албанците? Што не бива нас за сладки, не бива за бурек, не бива за кебапи. Тоа е реално. Ова ќе го прифатам со резерва, во вториот дел има да му јебем тетко. Ајде. Назад сме во студиото на Радио Лидер со нашиот домакин веќе Агим Јонус. Агим, ај на крај доста беше ова со резервативе, ги насмеавме слушателите со се и се, што дај малце озбилно. Утреска емисија, дај малку ведро. Дај малку ведро, генерално ведро. До мрачно да одиме сега. Дуи најавуваат команданте спремни сме. Такви плакати излегоа. Се најавуваат нереди, граѓанска непослушност, тепачки. Треба да се плашиме? Мокар од вода не се плаши. Така викат. Значи, ние сме и онака веќе дестабилизирани. Тешко, но верувам дека ќе се справи со тоа. Тешко на ВМРО. Зошто тешко на ВМРО? Пази, има историска задача да од ова дисфункционалност, тежок терен, хаос кој што владее, да создаде ред. Нели денови ве актуелно 100 дена влада. Што ти мене 100 дена влада бе? Што прво да направи ВМРО? Што прво да направи? Доаѓаш на власт и констатираш ситуација на апсолутен хаос. Што прво да направиш? Да покажеш видливи резултати некаде каде што е неизводливо веднаш да се направат? Не, прво треба да создадеш ред, да ги поставиш темелите врз кои што ќе поведеш ред и да делуваш на терен. Значи, некој ќе каже, колку те плаќаат? Не ме плаќаат, јас сум озбилен. Ние ги живееме последните денови на можен мир во Македонија. Ако и ова не успее, ако и ВМРО не успее, тешко на Македонија, на која и онака е тешко, меѓутоа тешко на Македонија. Верувам дека ВМРО ќе изнајде знаење, можност, капацитет, сила и така натаму и дека полека миц по миц нештата ќе почнува да доаѓаат на своје место. Меѓутоа, треба време малку. Треба малку време. Не постои коридор, не постои елемент во државата кој функционира. Во апсолутно дисфункционален систем, што прво да направиш? Што прво да преземеш? Како на народот да му кажеш дека нешто работиш? Че мораш, доаѓаш во една куќа, у која што е хаотично, се преселуваш од друга куќа. Прво што треба да направиш, да исчистиш, да изметеш прозори, да средиш столче кое ќуше кај ќе стои, да донесеш од пазар што треба, па тек тогаш да замириш на манџа. Така да тие 100 дена и тргањето на нос кон ВМРО, што направите за 100 дена, тоа е тандара броч. 300 дена би им дал, со апсолутна доверба. И мислам дека треба тоа малку да се земе со... Дел од резултати имаме, сега да речеме, за прв пат у историја учебници добијат деца. Знаеш, пази на што се радуваме, мене тоа ме нервира. Се радуваме што за прв пат по не знам колку години, за прв пат децата почнале учебна година со учебници. Тоа говори за тоа каква катастрофа сме. Значи, не зборуваме сега ние тука нуклеарна програма дека сме правеле, дека знаеш... Знам, јасно ми е, меѓутоа треба да земеме сите во предвид една работа. Значи, молам да не ме прекинуваш 2 минути. Македонија... Ајде завршуваме. Последни 2 минути на Агим Јонус и крај ставаме пошум. Значи, Агим што ќе каже и поп што ќе отпее, тоа е. Значи, вака. Агим Ходжа. Агим Ходжа. Значи, слушај, народе на Македонија, имаш прекрасна земја. Треба да ја сакаш. Треба да ја се посветиш. Треба да ја градиш. Колку и да звучи ова од мене и како год да звучи, јас сум сериозен во ова што го зборувам. За да ја направиме ова земјичка онаква како што треба да биде. Треба пред се сите меѓу себе да си пружиме рака, да бидеме едно. Тешко дека ќе бидеме едно, со овој начин, со овој модел, со овој акал. Ние немаме акал, имаме прекрасна земја, ама немаме акал. Немаме мозак. Ајде ке речеш албанците, дежурни виновници и такви се какви што се. Што правиме со македонците?
Мене ме критикуваат и ми тераат мајки, шајки, ти реков ме рече, затоа што ги критикувам македонците. Па мој народ се. Кога ќе почнеме еднаш за навек да се чувствуваме како своји, јас тебе те чувствувам како свој, ти мене како свој, живееме во иста Па куќа. ја те осекам шо. Да, таа иста куќа се вика Македонија. Ќе ја градиме или нема да ја градиме? И сега сите оние усилби, сите оние отворени муабети, ачик муабети, сите оние псуења, сите оние негодувања и така натаму се очај. Очај, затоа што стварноста ни е очајна. Имаме капацитет. Колку год да звучи одека сум ја поголем ВМРО-вец од ВМРО-вците, не, тоа не е вистина, јас само си ја сакам својата земја, таа земја се ика Македонија. Ама, не сакам да ја градам со будали. Не сакам да ја градам со кретени. Не сакам да ја градам со селјачишта, со примитивци. Не сакам да ја градам со луѓе кои што собствената татковина би ја продал за 5 пари, за 2 цигари би ја продал. Има една и тоа и бараме почит некаква од надвор. Нема почит од надвор, седека надвор. Најхипокритично не тапша по раме и не вика браво, бе, луѓе, добри сте, ово, она, лево, десно, оствари не презираат. Има една латинска изрека за тоа. Сека ipsi hostes proditorem patriae condemnunt на латински. Дури непријателот го презира издајникот, предавникот на собствениот род и татковина. Значи, кога велам Македонија, луѓе, освестете се, или ја правиме, или кукала на мајка. Кога велам кукала на мајка, што подразбирам по тоа? Не може без нереди, не може без крвопролевање, не може без микрогеополитички превирања кои консеквентно носат оружје, крв и мирис на барут. Немојте, луѓе. Имаме прекрасна земја, на цркви, џамии, синагоги, на се живо. Имаме прекрасна земја, камен да насадиш, камен ке никне. Имаме вода бистра да пиеш, се уште имаме извори незагадени по планини на кои што треба да имаме наполниме бардаче. А ние со што се бавиме? Ние се бавиме со тоа, ја тебе мајката, ти мене шејката. Не иде така. Значи, Македонија, wake up. Good morning, Vietnam. Чао. Поздрав, Агим. Поздрав, почитувани слушатели. Се слушаме повторно во вторник, во понеделник ќе прескокнеме од објективни причини. Се слушаме во вторник со Искра Коровешовска, колешката. Останете со нашата фреквенција, слушајте недобрата музика и читајте lider.mk.